Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно маратонско Студио 1. Прво постбожично Студио 1 со мене Кристина Атовска и денеска на местото на колегата Христијан Баневски, кој користи одмор, ќе го гледате колегата Игор Стефановски, кој ви е добро познат по неговите судски известувања. За денеска имаме спремено многу гости, многу богати содржини. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание. Игор, повели со најавите што точно ќе гледаме денеска? Добар ден и од мене, за мене за еден ден, како што кажа Атовска. Денеска во отвореното Студио 1 ќе гледате од терминот во 14 до 14:30 часот двајца гости на тема сообраќајки и патиштата во Република Македонија. Гости во Студиото 1 се Гујар Кадриу, директорот на Македонија ПАТ, и Цветанка Затковска, началник на единицата за криминалистичко разузнавање и анализа во СВР Скопје при Министерството за внатрешни работи. Веднаш потоа во 14 часот и 30 минути следуваат вестите на 1 ТВ со колегата Антонио Крстевски, а потоа во студиото од 15 часот и 20 минути колешката Атовска се враќа назад со тема младите во еколошките акции, односно за загадениот воздух. Имаме припадници од зелената организација Go Green. Гости ќе бидат Антонио Јовановски, Кристијан Стојановски, Викторија Петровска и Сара Цветковска. Потоа следуваат повторно вестите на 1 ТВ во 16 часот, а потоа кулинарското шоу Маја готви, рецептите, од каде што верувам дека ќе исцрпите некоја идеја за рецепт на вашата трпеза. Потоа во 10 минути за 17 часот се враќаме повторно во отворената маратонска програма на 1 ТВ. Гостин ни е заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа. Ќе разговараме на темите која што е актуелна овој период, како што се вакцините за децата против малите сипаници. Секако ќе го опфатиме и темата за годишниот извештај на народниот правобранител, кој што допрва ќе биде објавен. Потоа во 17 часот и 30 минути следува возење со Вучич, па од 18:15 ексклузив со Стефан Лазаров, каде што ќе има ексклузивни снимки од свадбата на репрезентативниот голман Борко Ристовски. Потоцна следува отвореното студио Мода со Сергеј Варошлија од 18:45 минути, а вечерта по 19 часот домакинското место го зазема колегата Александар Чомовски со неговите гости. Централниот дневник веќе знаете дека е во 20 часот, вечерва со колешката Елена Джугуманова и секако со Александар Чомовски, а во 21 часот е авторската емисија на колешката Гордана Дувњак Правда и неправда. Потоа повторно имаме отворено студио со Чомовски и секако вечерни вести по околу 22 часот на 1 ТВ вечерва. Атовскова се дел од најавите и богатата содржина всушност која што ја нуди 1 ТВ со отворената програма. Што ни следува следно? Така, сега ќе погледнеме кои се плановите на нашата телевизија за нашиот предстоен роден ден, поточно прв роден ден на 1 ТВ. Вчера сопственикот на телевизијата во своето божично интервју најави неколку награди и богати содржини кои во месец март ќе се случуваат по повод првиот роден ден на веќе вашата омилена 1 ТВ. Предлагам овде да погледнеме мало парче од тоа за да ги потсетиме гледачите што се ќе се случува во месец март, а потоа се враќаме во студиото со нашите гости. Одлучивме да го имаме ова интервју сега, за да го најавиме настанот за 29 март, една година, 1 ТВ. Ке биде настан кој што ќе се памети. Ние на најсоодветен начин ќе се одолжиме на гледалиштето и на луѓето кои што не следат поред малите екрани. Една година, 1 ТВ ќе се случи во Борис Трајковски, во салата Борис Трајковски, на 29-ти, со една убава мотивацијска мултимедијална вечер. Таа мотивацијска вечер ќе биде сплет на повеќе содржини и повеќе програмски концепти од ентертејмент карактер во една вечер. Кроз кампањата ќе се потрудиме тоа да им го објасниме на кој начин ќе биде таа наша роденденска забава. Но главната поента и најважниот сегмент и најважниот дел е тоа дека 1 ТВ ќе додели стан од 70 до 80 метри квадратни во центарот на Скопје за најсрекниот гледач на 1 ТВ.
Не важи за вработените ова. Не важи за вработените. Ке додели 3 автомобили на самата вечер и други некаков друг тип и фонд Да, на ова се награди. главните награди. 3 автомобили како главна награда и еден стан. Во ек на сезоната, шапка како од 20-тиот век. Кој и зошто го руинира овој потенцијален скијачки центар? Гледајте Отворено студио од 19 часот и 15 минути на 1 ТВ. Така како што веќе најавивме, со нас во студиото се господинот Кадриу, директорот на Македонија ПАТ, и господјата Затковска, началник на единицата за криминалистичко разузнавање и аналитика на МВР, а наша тема денеска ќе биде едно сумирање на сето она што се случуваше за време на новогодишните и божичните празници во смисла на несреќи, кражби, па и состојба на патиштата, една од темите која многу ги интересира нашите граѓани. Ќе почнеме со господја Затковска. Добар ден. Добро дојдовте во студиото на 1 ТВ. Како го оценувате? Какви се вашите анализи? Како поминаа новогодишните и божичните празници? Еве, и во споредба со минатата година. Дали имаше многу кражби, дали имаше насилство за време на празниците и дали имаше многу алкохолизирани лица? Вака, генерално последниве неколку години бележиме тенденција на намалување на кривично-правните настани кои се случуваат во овој временски период од новогодишната ноќ до божикните празници. Генерално намалување имаме кај сите бројки, како кај кривичните дела од имотни деликти, така и кај нарушувањата на јавен ред и мир или кривичните дела со елементи на насилство. За жал, оваа година имаме 5 сообраќајни незгоди повеќе него минатата година и една жртва за разлика од минатата година кога немавме. Сепак морам да напоменам дека во текот на 2018 година имаме генерално намалување на сообраќајните незгоди на случаи на подрачје на Скопје и намалување на бројот на жртви. Статистиките се во подготовка за годишните извештаи, во наредниот период ќе ги знаеме и точните бројки. Меѓутоа, СВР Скопје презема засилени мерки и активности во насока на контрола на сообраќајот, пред се прекршоците кои што ги се круцијални за предизвикување сообраќајни незгоди, како што се брзото возење под дејство на алкохол или Дали алкохол беше конкретна причина за оваа жртва која имаме годинава? Во моментов немам точна информација дали алкохолот е причина за жртвата во овој временски период, меѓутоа само колку за илустрација во временскиот период од 31 декември 18 до 7 јануари 19 година СВР Скопје при превземањето на мерките казнило 31 лица за возење под дејство на алкохол, 195 лица биле санкционирани поради пречекорување на брзината на возење и 33 биле санкционирани заради поминување на крстосница на црвено светло. Така можевме многу да забележиме полиција за време на празниците, особено кога се работи за алкохолот и за мерењето на брзината, меѓутоа според вашата статистика сепак изгледа дека повеќе луѓето возат брзо отколку што возат алкохолизирани, барем за овие празници. Па да, ние во изминатиот, како што кажа, во изминатиот период спроведуваме зајакнати акциски контроли по однос на овие прекршоци и една од основните функции на Министерството и превентивното делување на терен. Се надевам дека токму нашето присуство на терен ги превенира сите овие настани. Генерално на годишно ниво бележиме намалување на сообраќајните незгоди, како со повредени лица, така и со загинати, како и сообраќајните незгоди со материјална штета. Мерките превземени против учесниците во сообраќајот кои прават прекршоци се 3
неколкократно зголемени во изминатиот период и верувам дека во најмала рака репресивните мерки кои се преземаа во изминатиот период делуваат превентивно на останатите граѓани и во наредниот период ќе очекуваме големо намалување и на незгодите, а и на санкционирањата кои ги превземаме. Токму за намалување на сообраќајките битна и сообраќајната инфраструктура во Република Македонија, вас би ве прашал господине Кадрио, бидејќи се најавуваат снежни врнежи на снег се најавува во текот на ноќта според нашиот Славчо Поповски кој ги најавува временските прогнози, дали Македонија пат е подготвена? Пред се добар ден и среќни празници на сите гледачи. Македонија пат согласно годишната програма за 2018 и 2019 за државните патишта го има организирано сите 38 пункта каде со своите тимови постојано дежура, значи 24 часовно дежурство имаат и перманентно екипите делуваат. Значи без разлика дали врне снег или не, ние етапно делуваме во одредени патни правци во одредени места каде има особени. Со дежурни екипи предпоставувам? Нашите дежурни екипи се од 15 декември, значи во втора, фаза каде што интервенираат постојано. Значи тие се тамо. Да забележам оваа година имаше значително помал број поплаки кон Македонија пат во однос на завеаните патишта, во однос на минатите години. Пред 2 години конкретно имавме многу поголем застој во сообраќајот и проблем на дел од нашите автопатишта. Каква очекувате да биде сега состојбата и што е променето во сево ова? Дали се службите поагилни оваа година или сепак временските прилики односно тоа што немавме толку обилни врнежи на снег, сепак се причина за помалиот број поплаки? Да бидам реален, според моите информации и прошла година и овие претходни години каде што вие велите дека имало застој во сообраќајот, можам да, според моите информации, да ви укажам дека застојот во сообраќајот оглавном било поради нередот во сообраќајот. Или па поради ветровите кои евентуално на одредени места прошла година дивеја. И тука безпомошни беа нашите екипи, бидејќи толку јаки ветрови се случаја прошла година во делот на Сарумзалино и Штипско, да нашите екипи едноставно беа блокирани и тие тука, значи за неколку часа. Не се работи тука за ненавремено реагирање на екипите? Екипите беа на терен и тие не можат да не реагираат. Значи тие се баш тука имаат и пункт. А добра, еве, а побаравте ли тогаш, еве, и пред 2 години исто така, рече се цела Македонија беше заевеана и всушност се покаже и многу критики имаше од граѓаните кон Македонија пат дека всушност паднала на тестот за исчистување на патиштата низ Република Македонија. Дали барате од државата поголеми, да имате квалитетни капацитети како механизација за расчистување на снегот, кои нема да му пречат ветрот за кого зборувате сега? Видите, точно е дека Македонија пат има застарена механизација. Ние во секој наш извештај и до владата и до надлежното министерство даваме информации и бараме да владата најде решение и ја опреми јавното предпријатие со модерни, нови, значи нова механизација која би била поагилна и посигурна. Колку се стари, споменавте стари? Па стари се, да речем, изнад 20-25 години се стара механизацијата која одржуваме со сите сили. Значи ми имаме дежурни екипи кои ги поправаат, кои паѓаат дефект, помалите дефекти ги санираме и во таква една организацијска поставеност ми успеваме еве сега да ги пребродиме сите наши овие проблеми што Добре, од владата не сте добили ли некакво ветување, барем за во иднина дека ќе се реши тој проблем, бидејќи навистина е голем? Само да се надоврзам, во минатите години имавме и случаи кога се ангажира и други фирми за чистење на снегот, а не го правеше тоа Македонија пат во одредени случаи. Што мислите вие за таквата состојба, бидејќи ова предпријатие постои токму поради оваа работа? Дали сметате дека повеќе ресурси треба да ви бидат дадени на располагање за да можете да се справите подобро со овие неприлики? Секако дека ресурсите треба да се појачат и механизацијата треба апсолутно да се обнови. Со оваа стара механизација секогаш ќе има потреба од повише од тие, например, помош од тие трети лица или аутсорси. Од кај постои, значи од 54-та година јавното предпријатие секогаш користело аутсорси. Во тоа време имало Гранит Маврово кои биле државни и од нив секако користела
нивна меанизација. Но ако владата реши да набави нова меанизација, сигурно дека потребата од тие аутсорси ќе биде минимализирана, значи минимална би била. Во тој дел ние и граѓаните би биле многу по-безбедни и по-сигурни на интервенцијата дека ќе бидат во ред и на време. Но без разлика на тоа, нашите и сега и прошлите години, нашите екипи биле на тие пунктови. Тимовите интервенирале, но според сите критериуми, сите правила, значи има и правила како се интервенира и кога се интервенира. Колкава количина сол отприлика се троши при зими со многу снег и дали солта помага, дали е доволно добро средство за чистење на улици? Ние сега употребуваме натриум хлорид, тоа е сол, таа морска сол, која реагира успешно би рекле дека реагира до минус 7 степени. И друг начин на одржување немаме, него имаме и ризла која се меша со одредени количини на сол, која според правилникот кој го одредил Министерството за транспорт и врски, се постапува и се интервенира во таков начин. Значи, ништо не се прави надвор од правилникот, се интервенира етапно и по потреба, значи 24 сата. Господја Затковска, господинот Кадрију пред малку спомена дека гужвите на патиштата се случуваат поради сообраќајни несреќи повеќе отколку поради неисчистените улици. Дали вие се согласувате со таа констатација? Па веројатно е тоа една од причините. Секако исто како и што спомена сообраќајната некултура, да ја наречеме. Министерството апелира секогаш граѓаните во сообраќајот да се однесуваат согласно правилата и прописите, бидејќи токму само таквото однесување и учество во сообраќајот може да го регулира сообраќајот да биде интензивен и динамичен соодветно за сите да можат навреме да стигнат каде што тргнала и да биде проточен. Меѓутоа, како што веќе кажав, токму брзото возење, токму преминувањето на крстосници на црвено светло, се извинувам, непочитувањето на прописите од страна на пешаците, сите тие се ризик фактори во однос на загрозување на безбедноста на сообраќајот и Сметате дека присуството на полицијата на терен малку ќе подобри состојбата и колку полициски службеници беа на терен за Нова година и за божичните празници? Бидејќи низ Скопје веќе се забележува големо раздвижување на полиција, речиси на секоја улица и на секоја ќош од раскрсница веќе. Видете, врз основа на изработени анализи на настаните кои што се случуваат на подрачето на Скопје, активно се следат сите настани и сите годишни периоди кога очекуваме зголемена раздвиженост, како што е новата година или божикните празници. Соодветно планираме ресурси да ги покриваме сите тие локации каде што имаме собирање на граѓани, каде што очекуваме поголем број на возила во сообраќајот. Во однос на бројките конкретни колку лица се ангажирани не можам да излезам со податок за тоа, меѓутоа да, присуството е зголемено. Како што споменав, една од основните функции на Министерството и превентивно делување, а тоа е секако пред се со присуство на униформираната полиција по улиците на Скопје. Еден од најгорчливите проблеми на граѓаните кога патуваат за време на празници се кражбите и разбојништвата. Дали што презема МВР во овој период за да ги спречи кражбите? Дали само со полициско присуство на улиците или пред зградите се регулирава? Дали тоа доволно полицајецот да шета низ скопските населби и да нема кражби или сепак крадците се Секако не е тоа доволно. Министерството не само околу новогодишните празници и божикните празници превзема превентивни проекти кои се во рамки на Оделението за превенција на секторот за внатрешни работи во однос на заштита од имотни деликти и им се пропорачува на граѓаните едни основни мерки на самозаштита пред се. Ова е специфично за периодите кога очекуваме зголемено отсуство на граѓаните од нивните домови, како што се зимските распусти, летните одмори, празниците или викендите кога се патува надвор од градот. При тоа самиот проект наложува интеракција со сите граѓани и препорачувања за нивно однесување за самозаштита.
тука спаѓаат препораките за затворање на вратите од своите домови, соодветно, нели, со соодветни безбедносни механизми, комуникација. Добро, тоа не многу помага, бидејќи па не секогаш, да, тоа е речи си секоја врата може да биде отворена. Да, тоа е едно од основните препораки, сепак е пречка која треба да биде совладана, нели, и сепак може нешто да се случи превентивно во меѓувреме. Оно што е најбитно, посебно во 21-виот век, е необјавување на социјалните мрежи за отсуството од нивните домови, бидејќи и криминалците, како сите ние, ги следат социјалните мрежи и можат на тој начин да ги таргетираат домовите. Препорачуваме добро соседство и комуникација со соседите и надзор над нашите домови и објекти додека сме ние отсутни, нели, се со цел на времено утврдување дали има нешто или нема. Во делот на останатите имотни деликти, како што се джебните кражби, препораките се однесуваат на соодветно држање на паричниците во затворени прегради во чантите, да не се носат во џебовите, нели, во секој време да бидеме свесни каде ни се предметите на нас. И тука морам да ги споменам и тешките кражби од моторни возила. И тука Одделението за превенција превзема проект за неоставање на вредни предмети во возилата, бидејќи видливоста на предметот оставен во патничкото возило, нели, иницира одредено кривично дело. Имавме, нели, случаи во изминатиот период и на такви кривични дела и препораките се граѓаните воопшто да не ги оставаат предметите, вредните предмети во возилата, туку да си ги понесат со себе кога го паркираат возилото, да не го оставаат предолго време паркирано на темни паркинзи и, нели, да го остават предолго да седи без надзор. За крај, уште едно прашање за господинот Кадрiju, да се навратам на првото прашање на колегата Игор Стефановски. Споменавте дека на 38 локации се наоѓаат екипи на Македонија пат, сепак за денеска се предвидува студено време, а во наредните денови се предвидуваат врнежи од снег. Дали вие би препорачале на македонските граѓани да ги користат автопатиштата или можеби сепак вашата препорака е да се воздржат од патување во вакви временски услови? Во секој случај, јас би апелирал да тие внимателно возат пред се, да имаат опрема соодветна, ако веќе се решиле да патуваат, и тоа не би им препорачал навечер да патуваат, поготово утре вечер, например, после 10 часот, не би им препорачал, но со соодветна опрема, со знаење во возњата и со трпение, ја мислим дека не би имале проблеми во ниеден дел во државата. И само уште една работа, како во однос на нашите соседи од регионот и нивните јавни предпријатија и нивните служби, каде е Македонија пат, дали сме подобри или полоши од соседните служби? Видите, ако гледаме каква е опременоста наша и на соседите, ние сега не знам со Грција ако се споредиме, тие имаат специјална опрема која 24 сата или 12 месеци им стојат на одредени пунктови и не ги употребуваат за друга работа. Кај нас истата меанизација ја употребуваме во тек на цела година. Ние немаме проблеми само со меанизацијата, него и со вработените кои веќе таа средна годишна возраст им е изнад 52 години. Ако се земе во предвид дека тие се возачи и патари, значи и тоа е проблематично. Ако направиме една анализа со соседите, навистина ние би биле во долниот дел, но со активностите на терен, ја би ги охрабрил и јас сум задоволен од нивните активности, тие се на терен кој има потреба, значи знаат да седат 24 сати и да не паузираат. Така се одредени, искусни се, можам само да ги пофалим и овие денови, претходни денови, сте ги виделе сигурно, имаше снег, имаше навистина ниски температури, нашите тимови беа на терен, без престанок беа и ќе бидат и овие денови. Од утре имаме вонредни активности, сме дали и упутства и на нашите тимови тамо да непрестано кој ќе почне да воне снег, значи бидат на терен и непрестано и интервенираат. Господине Кадрiju, ќе видиме деновиве дали ќе бидете за пофалба или не. И на вас и на госпогата Затковска ви благодарам што одвоивте време за студија. Така овде ќе го завршиме овој првичен дел од Студио 1. Следуваат вестите со колегата Антонио Крстевски, а потоа повторно се враќаме во Студио 1 со тема која навистина многу ги засега граѓаните, а тоа е загадениот воздух и еколошките акции.